уште една тема во Македонија наутро за која што не знам колку пати сме зборувале искрено, но сакаме да зборуваме гласно и остануваме на тоа дека сакаме промени, доколку сакаме да се обезбедиме иднина за генерациите по нас. Ја отвараме вака. 90% од младите кои се во земјава сакаат да се иселат, еден од факторите кои го поттикнува иселувањето е корупцијата. Што бараат младите во нашето општество, како да ги поттикнеме и анимираме да останат онаму каде што се родени. Е тема на која што разговараме со две дами во студиото 3 на Македонската телевизија. Велам добро утро за Билјана Стојчевска, програмски координатор во Младинскиот сојуз Крушева. Добро утро, Билјана. И Анелија Митрова, оперативен координатор во Младинскиот сојуз. Добро ни дојдовте. Добро утро. Живееме секојдневие со бројни предизвици. Една од горливите теми за која што секако треба гласно да говориме е состојбата со младите, бидејќи се поголем број од нив се си заминуваат од државата, а ни се потребни. Каква е фактичката состојба со младината во Македонија во моментов? Прво благодарам на поканата и многу цениме што Кристина ете во утринската програма фокусот вие на младите. Ја се надевам дека и понатаму медиумите ќе го ставаат во фокусот ќе ги ставаат младите. Ние во Младински сојуз обично кога некој се представува, кога ќе дојде во нашата организација, прво прашање е обично ајде пробај да се представиш со еден-два збора сами од себе, така да ако пробаме да ги представиме младите во нашата држава со неколку збора, тоа би било ранливи, зависни, маргинализирани. Мислам, јас сум голем поддржувач на промоција на позитивните страни за нашите млади луѓе, што тие можат и колку можат. Меѓутоа, општеството, младите во општествениот контекст е ова реалната состојба. Како дојдовме ние до вакви заклучоци и секогаш Младински сојуз се труди да носи заклучоци врз база на некакви податоци. За жал, нашето општество податоци за млади нема, бидејќи се поделени податоците по возрастни групи кои што ги делат младите. Млади луѓе по закон во нашата држава се од 16 до 29 години и така треба да ги имаме и податоците. Ние баш се мачиме кога ќе треба да кажеме за одредени податоци за млади луѓе, меѓутоа еве според последниот индекс за младинско учество, политичкото учество во нашата држава, политичкото младинско учество е 50%. Значи, што значи ова? Тоа значи дека 0% од министрите во нашата држава се млади луѓе, 0% од замениците министри во нашата држава се млади луѓе и само 1,7% или ајде еден парламентарец припаѓа во млади, или 1,5 парламентарец, затоа што има парламентарци што се 30 години, се млади луѓе. Значи, од друга страна имаме закон за младинско учество, кој што обезбедува структури и механизми за младинското учество. Што значи дека, еве ќе земам уште еден исто така, што би рекла ти Кристина, горлив податок, само во 30% од нашите општини има формирано локален младински совет. И затоа младите луѓе се маргинализирани. Но фрапантен ми е податокот дека ако последната анкета направена колку сакаат да се иселат, 90% одлучиле да, тоа е сериозна бројка за која што треба да се дискутира ако сакаме да ги задржиме. И сега ако корупцијата е само еден од сегментите кои што ги лути младите, што друго ги лути и ги тера да се заминат? Покрај корупцијата, како еден од, да речем, најгорелив проблем е квалитетот на живот. Младите луѓе немаат квалитет на живот, ниту има никаков стандард на образование. Образовниот систем е целосно крахиран, тоа може да видиме и во последните неколку месеци со бомбите, колку им е тешко да ја следат само наставата, а не да се зборува за квалитет на живот. Едноставно, кога решаваат да заминат, не решаваат секогаш и само од економски причини, туку многу често заминуваат од тоа што сакаат подобар живот, подобар стандард, сакаат подобар социјален живот, бидејќи можеме слободно да кажеме дека и културниот и социјалниот живот е на едно ниво на кое што можда јас кога бев помлада пред 10 години, кој имав јас 20 години, имав многу повеќе работи што да правам, сега немаат ни дури ништо да прават. Ги гледавме пред 10 минути вестите, третиот информативен блок, и од неколку различни теми ни произлегува неколку точки што соодветствуваат со темава, што сакаат младите. Генерално во секој сегмент од секојдневието по нешто им недостасува.
Еве, например, секој четврт млад човек во нашата држава е на ризик на сиромаштие. Јас веќе со труба ова го кажувам. Тоа значи дека на младите им треба економска стабилност и да не бидат зависни од своите семејства, од општеството. Значи, тоа е првиот податок кој што го поврзуваме со поскапувањето на лебот, или тоа е актуелна тема сега. Понатаму, ова е се што денес кажуваме е на база на анализи, податоци на база на анализи. Понатаму, клучен сектор каде што идентификува на корупцијата, ние имавме проект минатата година кој што работевме на тема млади и корупција, беше здравствениот сектор. Здравството. Во здравството ја идентификуваат најмногу корупцијата. И сега не можат да јадат, не можат да се лечат, не можат да излезат навечер да се дружат или во текот на денот. Мислам, ние сме одговорни да градиме екосистем за поддршка и развој на нашите млади луѓе. Дополнително хибридната војна им прави сериозен проблем и во социјалниот живот и во менталното здравје. Велите, немаме акцијски план за тоа како да се гради квалитетен живот за младите луѓе. Ние можеме да обезбедиме супер вештини за идните професии, но ако младите немаат квалитетен живот. И постојано остануваме на тоа дека треба некој да ги слушне. Постојано зборуваме за тоа и во утринската програма, но имате ли вие впечаток дека некој во пракса на вистина го прави тоа, дека овие разговори јавни врдуваат со плод? Зависи од моментот и зависи од времето. Кога треба некој да слушне и да изреагира, може би и реагира. Меѓутоа, јас би рекла дека не дека се залудни овие јавни расправи, меѓутоа може би треба да примениме некои други тактики, бидејќи веќе вака младите луѓе само викнати на маса и седнати декларативно на масата со носителите на одлуки, не вродува со плод, бидејќи само се штиклираат работи, дека ние сме инклузивни, ги вклучуваме младите или било кој од граѓаните, а генерално ништо не исполнуваме, бидејќи не ги носат политиките, односно немаат капацитет да создадат политики кои што ќе бидат апликабилни на потребите на младите. Затоа што немаат податоци за младите, не ни знаат како се работи со млади, едноставно единствено што прават е што се инклузивни, на масата не седнуваат и не слушаат. Од 16 до 18 февруари седнавте уште еднаш на маса, на семинар насловен Градење двонасочна комуникација, со цел да се зајакне соработката помеѓу младите, младинските организации и медиумите. Како сте задоволни како помина семинарот? За мене беше едно супер... Надевате ли дека дел од заклучуците во пракса ќе можеме да ги... За мене беше едно супер искуство. Не можам да се пожалам дека кога имаме некои вакви интересни податоци, конкретно ние не сме објавени на страна на медиумите, но сметам дека ниту од медиумите има познавање на конкретно на темата и на темата млади, ниту по младинските организации, представниците на младинските организации знаат како да комуницираат со медиуми, така што оваа врска мора да се зајакне и медиумите малце повеќе да ги разбираат младинските прашања, односно да имаат интерес, истите да ги комуницираат, а и представниците на организациите да знаат како да пристапат до медиумите, затоа што им работевме некоја вежба и се увиде дека ние кога пишуваме соопштение, пишуваме како проектна апликација, не нешто што би било интересно за вас. Имате впечаток дека се саќаат сериозно младите? И како се сваќаат сериозно младите? За време на избори се сваќаат сериозно младите. Освен во одредени периоди од... А младите, она што за мене е проблем, како долгогодишен младински работник, е дека не го знаеме ние потенцијалот на младите, не го цениме потенцијалот на младите. И ние зборуваме горлива тема младите. Не, младите се капацитетот на ова општество. Ние ако му дадиме да го искористат својот капацитет во ова општество. Но во секој политички говор имате во иднината е на младите. Јас би рекла сегашноста е на младите, затоа што не можеме да се фокусираме на иднина кога имаме да речам лоша сегашност. И се согласувам, но ако тоа стои во еден обичен говор на секој политичар, зошто тоа да не се спроведе во пракса? Или се потребни? Разговараме на глас. Мислам, зошто е потребно да разговараме на глас, за да ги потенцираме оние главни елементи што му се потребни на младите. Јас пак ќе речам, ние ако ги ставиме како ресурс,
Значи, младите луѓе се ресурс на ова општество. Нити се еднина, нити се сега, што значи во целокупниот потенцијал на младите, потребно е да го ставиме во функција во ова општество. Доколку го ставиме во функција, нема да бидат маргинализирани, нема да бидат ранливи, нема да бидат зависни, затоа што ќе се подпираат на самите себе. Сам секој млад човек сака да живее во своето општество и да се гради во своето општество. Но за сите промени треба и време и пари, а генерациите немаат време за чекање. Како во меѓувреме, за да не ги изгубиме и овие кои ги имаме во моментов? За жал мора да градиме врски со носителите на одлуки, односно мора да притискаме за сите потреби кои што ги има кај младите. Мене многу ме напредува фактот кога викаат дека има можности за младите. Јас тврдам дека нема можности за младите и ги оправдувам што се одат, бидејќи тука немаат можности или некоја си перспектива за таа иднина. Така што мора да се направат суштински промени и младите бидат во сите донесени политики. Не нужно само политики за млади, туку во сите политики да синхронизирано да оди делот за млади. Од друга страна, гледаме дека според индексот видовме дека само 2,8% од младите луѓе се само вработени, значи само 2,8% од младите имале можност да се само вработат. Другите барале начин како екзистенцијално да преживеат. Прочитав никакви информации из минатиот период, мислам дека беше од Министерството за труд и социјална политика, апропо програмите кои што им се нудат на младите за самовработување, дека голем дел од нив па и не се информирани за тоа што им се нуди. Информациите како ги пласираме до младите, како ги презентираме до младите е исто многу важен сегмент на кој што треба да работиме. Не можеме ние да очекуваме да сега во моментот кога кажува Анелија 2,7% се младите самовработени, младите луѓе скроз да не разбираат. Потребно е да ги доближиме. Ако се политиките насочени кон младите, тоа е целната група и треба да најдеме начин како да ги инволвираме. Има добри политики Министерството за труд и социјала. Еве, нашите податоци кажуваат што не е најсветол податок, дека 1/3 од корисниците на социјална помош во нашето општество се млади луѓе. Тоа значи Министерството за труд и социјала ги таргетирало вистинските млади луѓе и тие се корисници. Сега, што се корисници на социјална помош и што се млади луѓе е друг елемент на кој што ние треба да разговараме. Меѓутоа, успехот се гледа кога работиме континуирано и посветено со младите. Веднаш ќе се препознае. Едно од прашањата ми беше како општество посакувате за 10 години од сега и сватив дека толку е долг периодот и толку многу може да се изгуби за 10 години од сега, што е потребно сега и одма. Какви промени посакувате сега и одма? Што е најприоритетно сега и одма? Најприоритетно сега и одма е да има податоци за младите, да се базираат политиките на податоци за младите, да не бидат политики превземани од други земји, туку да бидат она што навистина им е потребно на младите и потребно е континуирано следење и евалуација на сите политики што се носат за младите, да се види дали тие политики вредуваат некаков плод и дали имаат некаков бенефит за младите луѓе. Како? Јас би рекла и дека како што имаме еве на пример да речеме жените, квота за женско учество во носењето на одлуки. Ајде да имаме квота за младинско учество во носењето на одлуки. Ова е многу голема визија, ама за 10 години ќе ја постигнеме. Не случајно праша во еден сегмент од разговорот дали мислите дека младите ги сваќаат сериозно. Толку се паметни новите генерации, толку се информирани и едуцирани новите генерации, што навистина многу сериозни одлуки и промени тие може да направат. Сите промени во нашето општество тргнуваат од младите. Во моментов генерацијата Z да се сваќаа сериозно ќе ги имаше многу повеќе во одлучувањето. Токму тоа ми беше и поинтата. Немаат ни доверба во институциите, едноставно викаат ај не се замарам, не ме интересира, ќе завршам, ќе си одам и не ме интересира. Немаат доверба во системот, никако немаат доверба. Ги предомислувате да останат? Како ги предомислувате? Па да, јас ја предомислив Анелија. Сега за сега. Анелија, тоа и сакав да ве прашам во текот на целиот разговор, бидејќи генерално многу песимизам има во општеството кога станува збор за ситуацијата со младите. Што ве врзува во моментов се уште тука? Бидејќи колку и да критикуваме, вие се уште тука. Која е причината поради која што
Причината дека се уште верувам во својот Така. потенцијал, дека може нешто да сменам. Во моментот кога ќе видам дека не можам ништо да сменам, веројатно јас ќе бидам од тие што ќе се заминат, ама се уште не се давам, се уште се надевам. Што значи дека ништо не е загубено и се уште има навистина можности кои што во моментов треба да се искористат и промени кои треба да се направат. Со младите се и когаш има можности, Кристина. Мислам, јас и ова утро сакав некој од помладите да биде твој гостин и следниот пат ветувам дека сигурно ќе биде ваш гостин некој од помладите. Денес беше баш разговорот на тема податоци. Тоа е наша тема и за тоа меѓутоа следниот пат и ќе ви ја смени перспективата на утринската емисија, било кој од нашите млади луѓе да учествува. Се надевам ќе ја промени перспективата и до оној до кој што треба да допре информацијата. Сосема накоса на што ќе се фокусирате во периодот кој што следува? Ние веруваме дека регионалната соработка и добрососедската соработка отвара многу можности во овој регион. Сами како држава не треба да се фокусираме само на овие можности, туку треба да ги отвориме можностите кои што ги носи регионот и така да градиме еден регион пријател на младите. Фокусот на Младински сојуз е градење на добри човечки односи и добрососедски односи во моментов, носење на европска перспектива и промоција на европските вредности на младите луѓе, обезбедување на иновативни начини за младинско вработување и предприемништво и обезбедување повеќе можности за учество на младите луѓе. Се надевам сите овие промени набрзо во пракса. Ќе се видиме? Да, ќе се видиме. Анилија, си надевам и со вас ќе се видиме и гледаме во периодот кој што следува. Благодарам многу за гостувањето во утринската програма. Фала на поканата.